Над 500.000 артефакти од различни епохи се пронајдени на над 60 на археолошки локалитети низ Македонија во изминатите неколку години. Голем дел од нив се изложени во поставките на десетина нови музеи, чија посетеност говори за нивната оправданост, рече министерката за култура Елизабета Канчевска-Милевска на пресконференција посветена на најзначајните проекти во областа на заштитата на културното наследство. Светот. Денеска слободно можеме да кажеме, односно да констатираме дека успеавме во нашите намери, сите вложувања, сите проекти кои досега ги реализиравме, ги оправдаа нашите заложби и тие имаат исклучителни придобивки во контекст на зачувување на непроценливото културно наследство на нашата држава, на културниот развој и на туристичката пред се промоција на Република Македонија, која е атрактивна и привлечна понуда за многу домашни и странски посетители од целиот свет. Канчевска како најзначајни ги истакна проектите за обнова на музејските поставки, кои се реализираат во 16 национални установи во земјава. Своја постојана музејска поставка доби и Музејот на современа уметност во кој се изложени непроценливи дела на домашни и на странски автори. Новата музејска поставка во комплексот Етно село во Нерези, куќата на Татарчеви во Ресен, како и куќата на Андонови во Штипското Ново село. Значи, можам да потврдам дека се завршени археолошките истражувања на археолошкиот локалитет Истар Марвинци, завршени се и археолошките истражувања на Големо градиште, село Конјух Кратово. Станува збор за меѓународен проект со американската држава Пенсилванија. Овој проект, значи, веќе 8 години се реализира во соработка со универзитетот. Оваа година, 2016, заврши еден значаен проект, а тоа е проектот за поставување на постојана етнолошка поставка во комплексот Македонско село во Нерези, каде што можеби нескромно ќе звучи, но сакам да кажам дека со голема стручност и голема умешност стручните луѓе од музејот успеа на мал простор, значи со музејски издржана методологија. Рекордна е посетеноста на спомен домот на Мајка Тереза со 700.000 посетители од целиот свет. Археолошкиот музеј, кој работи од пред 2 години, досега примил повеќе од 60.000 домашни и странски посетители. Музејот на македонската борба пак, кој годинава прославува 5 години постоење, го посетиле повеќе од 250.000 луѓе, а спомен куќата на Тоше Проевски во Крушево од 2011 година имала над 250.000 посетители. Музејот на вода во Охрид, пак која е културна и туристичка атракција, го виделе околу 300.000 домашни, но и странски туристи.